Западната порта на Романија е Темишвар. Добре дојдовте во денешниот град домаќин на ЕУ карванот низ новите земји членки. Со околу 300.000 жители е трет по големина во Романија и еден од најважните економски центри, мека на автомобилската индустрија во Југоисточна Европа, место во кое работат 2600 италијански и преку 1500 германски компании. Од почетокот на европската приказна на Романија во Темишвар влегле над 1 милиарда евра странски капитал. Невработеноста е под 2%, а просечната плата 400 евра. Повеќе за Темишвар од прилогот на колегата Миле Ристевски. Западната порта на Романија кон Европа. Тоа е градот Темишвар или Малата Виена. Плени со својата убавина и не случајно е романската Виена, каде до денеска може да се забележи австро-унгарското влијание. Има над 319.000 жители и е трет по големина град во Романија. Главен економски, социјален и културен центар во западниот дел на земјата. Се смета за неформален главен град на историскиот регион Банат. Првиот впечаток е дека во градот се работи на секој чекор. Не случајно. Од една страна да се подобри секојдневното обитисување на темишварци, од друга страна пак градот подготвено да ја пречека одлуката дали ќе биде европски град на културата во 2021-та. Овој град несомнено зрачи со историја. Како куриозитет, Темишвар е првиот европски град кој во 1884 година добил улично електрично осветлување, но и втор во Европа со трамвај кој го влечеле коњи. За почит. Овде исклучително се цени уметноста. Операта и театарот се надалеку познати. Темишварскиот театар е единствениот каде представите се играат на 3 различни јазици – романски, германски и унгарски. Архитектурата едноставно плени во Темишвар, меѓу старите стилови и оние од поново време. Фасадите се обновуваат за да се задржи шармот на градот, но сега и да се направи нешто корисно за темишварци. Меѓу современите згради и неколку вековните зданија во Темишвар. Овдека во градот се спроведува проектот вреден 15,6 милиони евра за терморехабилитација на 26 згради со вкупно 1470 станови. Терморехабилитацијата значи дека овие 26 згради, односно низините станери, ќе заштедат 40% од топлинската енергија која досега ја трошеле. Од заштита на животната средина преку инфраструктурни и образовни проекти, или едноставно кажано, не постои сегмент во кој Европската унија нема вложено средства во и околу Темишвар. Ако во градот функционираат неколку универзитети, ќе споменеме само еден, Западниот универзитет, кој само лани развил 71 проект во различни полиња и му биле одобрени 30 милиони евра од ЕУ фондовите за период од 2 до 4 години. За модернизација на 2 средни училишта и 1 коледж, Европската унија вложила над 8 милиони и 200.000 евра. Во обновата на комуналната инфраструктура на историскиот центар на градот се инвестираат 5 милиони евра. Од друга страна, Темишвар е град со мала невработеност која изнесува околу 2%. Просечната плата на темишварецот според статистичките податоци изнесува 400 евра. Од нив, за струја, вода, грејење мора да одвои безмалку 100 евра. За килограм пилешки гради 4 евра. 50 центи за компир и за оброкот да е комплетен, килограм домати чини 1 евро. Пиво, темишварското точено пиво од половина литар, чини евро и 13 центи. Сега јадењето е комплетно. Процедурите за добивање на европските пари се сложени. Европската унија е базирана на проекти кои се наменети за општо добро, односно за подобрување на квалитетот на граѓаните. Затоа е потребна асистенција на стручни луѓе кои ќе посредуваат меѓу Брисел и крајните корисници. Распределбата на европските пари во Темишвар и во регионот ја менаџира Агенцијата за регионален развој, која се наоѓа во зградата зад мене. Таму побаравме одговор од надлежните за деталите од нивната работа. Разговараме со господинот Сорин Максим, директор на Агенцијата за западен регионален развој. Mr. Maxim, welcome to our new show. Thank you very much for the invitation. Could you please, at the beginning, tell us something more about the nature of your job? Yes, I am General Director of the Agency for Regional Development in the most western side of Romania.
our region practically accumulate 4 counties, and we have almost 2 million inhabitants. With the capital of the region, it's here in Timișoara. Practically, the agency implement the European funds financed by the European Commission from 1999. Already are 16 years old, if I can say like this, and we do this practically in partnership with the Ministry of Regional Development in Romania. Can you tell me how big area do you cover? You mentioned 4 countries. 4 counties, which means 2 million inhabitants. Cara-Severin County, Timiș County, Hunedoara County, and Arad County. Practically this area from the western side of Romania, on the border with Hungary and Serbia too, where you have also cross-border cooperation funds with them, with both countries. Okay, you cooperate only with the ministry, or you cooperate between the companies, the EU funds, and the Ministry of Regional Development? Right, we are an interface practically at the regional level between the national level, which is the government represented by the Ministry of Regional Development, and at the local level we have different kind of beneficiary. Mostly the most important in terms of allocation are the public authorities from the urban area, practically city halls, and also county councils from this region. But in the same time we have financing for companies or for NGOs, depends by the component. Can you please describe how do you provide transparency and earmarked spending of the EU funds when you're dealing with a great amount of money? It could also always be a situation for misused, a kind of misused and that. You know, everybody can do mistakes, but can be voluntary or involuntary mistakes. But to have this transparency assured, for sure, you need procedures. Just procedures assure you that you do all the things better possible to have the results estimated in the beginning of the project planning. But we don't start this job after one night to do and to implement these thousands of millions of euro. We start with the very small projects in the beginning. We start with the pre-accession funds, where we practically trained ourselves to manage funds. We start with a very small amount globally, but also very small amount for each project. In the beginning, the biggest project was around 5 million euro, once per county. Now we have also 20-30 million euro, not just one, more for each county and for different authorities in one county, which is a total different situation. For example, in terms of money, in the pre-accession period between 1999 and 2008, we reached around 100 million euro. But now, from that moment, from 2007 to this moment, we reach around 550 million euro, which is almost 6 times more. It's a total different value. And also this, in time, these projects evaluate and also beneficiaries evaluate. We do a lot of trainings with them. And also the agency was accredited like a entity who can deliver this kind of service by European entities and also by the local entities, meaning the Court of Audit, who practically stay here in the agency 8 months per year, more or less. They have an office here and they check all the time what we do. And of course, everybody can do mistakes, but I tell you in the beginning, it depends. These mistakes can be corrected and can be updated, and in the end, you can obtain results. If you look on the figures, practically this program is the most advanced in Romania, comparing with all the others. And from my point of view, one of the reasons is because this program is the most decentralized program. And this happened because we are very close to the beneficiary. I cannot refuse one beneficiary. I have just one door
without a guardian on my door, and I cannot avoid to speak with him and to explain him what his projects failed or what we refuse him to do a payment or something like this. This is the most important part. And of course, procedure and all the things are put it on the website. The people know from the beginning what are the rules, what is the grid which evaluates them projects, and what are the effects on the after the period when they sign the contract, good or bad. If they do very specific things, they can reach the money. Otherwise, we can cut the money, or we can put also some correction on them. We have also this type of cases, like in the contract. The contract have inside also payments, but also correction or good things, bad things which can happen. Еден од корисниците на европските фондови во неколку наврати, пари кои ги добил преку Агенцијата за развој на Западниот регион е господинот Цвекла Октавијан, собственик на фабрика за промотивни материјали. Во наредните минути разговараме со него. Mr. Octavian, can you tell us please something more about the projects that provide you money from the EU funds? Few years ago, we discovered that you can register projects for the European Union funding. We have registered several projects, like in total about 6, and so far we have been approved for 3 projects. 3 projects totalizing almost 1 million euro. And the grant from the European Union was approximately 50%. Of course, there are a lot of papers, you have to do a lot of procedures, it's quite complicated. You have to work with professionals, with professional advisors, but it proves that it's worth it. We, together with this help, we enlarge our products, productivity, we have new markets, we are more competitive on the market. Having in mind all that you said in this interview, do you think that the Romanian citizens are aware about the all kind of benefits that they have when Romania become a EU member state? No, probably just a few people realize what means this at that moment. But now a lot of people start to realize what meaning to be EU member. But of course, I told you, with good or bad, because in some businesses, some of the people here lost the market, because comes other people, other companies from EU, much more competitive with a cheaper price, and they exclude from the local market some local companies. And the biggest problem here was with the shopping centers, who really practically occupy the market very fast and exclude the local producers, which is a part of the strategy which can be should be negotiated by the country. Depends by how much you want to be present in that market. But in fact, of course, the benefits are huge comparing with the previous period. And what do you think the majority of the Romanian people are satisfied with the European Union membership, or they are nostalgic about some good old times? No. Especially no. The people are not. Are some people nostalgic because maybe they personally benefit on some things before, but I can see if I speak with my parents or if I speak with the people around. And also Romania, if you take a look on the Eurobarometer, is one of the countries who really still believe in the European values and market.
but the people really see the difference, because if you look on the city in a lot of places, you can see the flag of you. This was rehabilitated or change with the EU money. It's a total difference. And also a lot of companies appear, a lot of local producers in some agricultural fields which didn't exist before without this money. Depends. This money should speed up something which you really wants to do it. Cannot be, this money cannot put in replace with something which don't exist. You should do something to speed up the development. Слушнавме што мисли господинот Сорин Максим за тоа дали жителите на Темишвар се задоволни од искористеноста на EU фондовите, а во продолжение да ги слушнеме и нивните ставови. I think it's okay that we can take European funds from the EU and enhance our infrastructure and education, health. I think there is a problem in Romania with attracting the funds, but if we know to use this source of money, it's a good thing. I think it's not benefits for a member of Union European. Less for Romanian, no. Well, obviously the borders are open, so you can pretty much go everywhere. That gives you a lot of chances and a lot of hope for everything. You can go, it gives you education, you can travel, you can discover job opportunities. It has loads of other things like this that they're now open. I think it's access to the European Union, liberal trade of the market, no taxes on things when you go from one country to another. There are many benefits. Well, first of all, I believe the facility to go out without any plus of documents and legal administration. If you have some EU fund, money from EU fund, in what you will invest here in Temișoara? First in education, because I think this is the first step to help people in this sector to develop after the whole other branches of the industry, service. I had no idea. To be fair, I do agree with what the mayor is doing right now, trying to give the city a new face. It does look a bit tired, a bit old. It does need a bit of sprucing up, make it a little bit prettier, something like that. And also there are still problems, like we have streets that don't have payment and stuff like that. So yeah, there's quite a bit of stuff that you can do, and it's all for the city. I don't know in my town, but in my region, agriculture. Agriculture, I think this can be many things you can do in agriculture. Вистински град во градот. Индустријскиот парк во Темишвар денес е еден од главните адути на бизнис мапата на Романија. Изграден е во 2000-та година, а денес во него работат 23 компании кои вработуваат 800 вработени. Тука се административните згради или фабриките на повеќе компании, меѓу кои најпознати се германски Вили Кројц, српски Хемофарм, романски Просперо и други. Еден од позначајните проекти во Темишвар, кој е промовиран и поддржан од европските фондови, е индустријскиот парк. Разговараме со првиот човек на овој проект, господинот Серџију Балаша.
Mr. Balasha, tell me please something more about the industrial park in Temișoara. When it was established, what was the idea for this project, and do you reach the goals? Okay. Our industrial park, which is owned by Timiș County Council and managed by my organization, the Economical Development Agency of the Timiș County, was conceptualized in 2000 year. We apply for European funds on pre-adhesion funds, and it was done the work execution in 2004. So starting from 2004 till now, it's in operation stage. At the moment, we have 80% occupancy rate, which is a good one, and I can tell you that in 2008 we reached 100%, but because the global crisis come, then we go down a little bit, and now it's in a better situation again. I can tell you that from my point of view, this park, which is a successful one in Romania, in Timiș, and not only in the cross-border area, is based on the fact that location it was very good for such kind of activities, which is, if you like, a very important criteria for every industrial park when is designed and set up. From my own experience, one of key success criteria is to locate such infrastructure near to dynamic economic growing pole. Otherwise, you can try to support the economical development, but if the location is not related with such demand, you can get a problem, and you will find some example in the neighborhood of the county of Timiș with such initiative which are not so successful. Темишвар е романскиот магнет за странски инвеститори. Економскиот подем започнува во 2000-та година, кога пристигнуваат првите мултинационални компании. Голем број реномирани европски и светски фирми во областа Темиш виделе погодно тло за ширење на бизнисот. Овде функционираат над 2600 италијански компании и 1500 германски. Показателите се дека италијанците се најбројни странски инвеститори во Темишвар, а американците се први по вредноста на капиталот. Најмногу е застапена автомобилската индустрија и IT секторот. Со над 1,17 милиарди евра странски капитал, градот Темишвар по економска развиеност е веднаш по Букурешт. 2/3 пак од вкупниот промет на областа Темиш, или околу 9 милиарди долари, се на 6100 странски компании кои вработуваат до 215.000 луѓе. Овде бруто домашниот производ по глава на жител е околу 10.300 евра и е за 50% повисок од бруто домашниот производ по глава на жител на национално ниво. Успехот на Темишвар во привлекувањето на странски инвеститори е резултат на поволната геополитичка позиција, развиена техничка и комуникацијска инфраструктура, добро квалификувана работна сила, атрактивна бизнис клима и последно, но не и најважно, отвореноста на локалните власти за привлекување на странски инвестиции и потикнување на бизнис заедницата. Градското собрание во Темишвар работи на околу 200 проекти за кои треба да се обезбедат пари од Европската унија за да ја подобри веќе атрактивната инвестициска клима во градот. Во индустриските паркови во околината на Темишвар функционираат реномирани компании кои покрај поволната бизнис клима откриле дека во еден од најсилните универзитетски центри во Романија има квалификувана, добро обучена работна сила. Но ова представува и проблем. Отворените граници кон Европската унија ги натераат темишварци да излезат надвор од Романија каде бараат работа за поголема плата, иако невработеноста во Темишвар е исклучително ниска. Во регионот на Темишвар има вкупно 4 технолошко-индустријски паркови. 2 се во државна сопственост, односно во сопственост на општината Темишвар.
Во едниот од нив, општината и државата со помош на Европската Унија вложиле 3 милиони евра. Компаниите кои основале бизнис во овој парк во изминативе 10 години вложиле 30 милиони евра. Индустријскиот парк Пит се наоѓа на само 15 километри од аеродромот во Темишвар и на 8 километри од северната железничка станица, со што е атрактивен поради брзиот транспорт на стоките, но пред се поради ниските давачки на бизнис заедницата за да оформи производствени капацитети. Всушност, Темишвар е атрактивен за инвестиции, бидејќи областа е важен паневропски пат. Се наоѓа на раскрсницата на националниот и меѓународниот патен и железнички транспорт. Забележливо е дека во и околу градот континуирано се вложува во нова, подобрена патна инфраструктура. Okay, you mentioned that 23 companies work in the industrial park. Are they specified in some field or? Yes, as I mentioned, our idea it was to try to concentrate companies according with some field of economy. We didn't succeed too much with IT and C, but we succeed in electronics, in machinery, we have a company from Serbia in pharmaceutics, which is very well known, Hemopharm. Different kind of productive activities. What do you offer to your clients? Some tax free or just another kind of advantages to be a part of the park? The basic offer in industrial park is concession land on a fee starting from minimum 4 euro per square meter per year. This is the financial. It's a rental cost? It's a rental cost. It's a concessioning cost. This is the right name. With the possibility to buy the land after a while, if they are operating the investment according with the indicators declared at the beginning. This is the condition to ask for buying the land. And we have some clients which buy the land, but others are feeling okay with concessioning fee. So why is better for Hemopharm, for example, to have administrative and factory in your industrial park than here in the downtown, for example? It's interesting to find the right answer, probably the best answer you can find from the clients. I am saying this because, for instance, in Timișoara there are another industrial parks owned by the municipality of Timișoara, for instance, which is bigger than our. But there are private industrial parks too. So in this condition, with a lot of offer, we can get a very good answer from the companies coming or choosing our industrial park. And I can say that the main advantages is the very good technical infrastructure offered there and services, supporting services. Една од компаниите кои работат во индустријскиот парк во Темишвар е српски Hemopharm. Разговараме со генералната директорка на Hemopharm во Темишвар, господјата Билијана Станојев. Господја Станојев, ке може ли да ни објасните зошто Hemopharm се одлучи да изгради компанија токму во индустријскиот парк во Темишвар? Прvom redu dobar dan i drago mi je što ste došli u stada Hemopharm. Mogu da vam kažem da predstavništvo stada Hemopharm u Temišvar je otvoreno iz 1992. godine, a cilj je naš bio da otvorimo laboratoriju za kontrolu lekova koji smo uzeli u cesiju, teren iz tehnološkog parka iz 2006. godine.
Cilj je bio da se otvori ova laboratorija u Rumuniji, imajući u vidu da Rumunija jeste u Evropskoj uniji i da sve certifikate lekova proizvodnje iz Srbije treba da se analiziraju za rumunsko tržište i ne samo za rumunsko, nego za sve zemlje iz Evropske unije. A otvorena je u Temišvaru zato što Vršac kao centrala Hemofarma je vrlo blizu Temišvara i onda smo mislili saradnja između Rumunije i Srbije koja je po meni je vrlo u redu da se otvori to u Temišvaru. Зошто токму се сместивте во индустријскиот парк? Кои се предностите да се биде дел од индустријскиот парк во Темишвар? Delatnost ove laboratorije je kontrola kvaliteta i jedna od zahteva je da ova laboratorija ne može da funkcioniše u centru grada, nego mora da bude izvan grada. To je bio jedno. A drugo je zato što tehnološki park nam je dao sve kondicije da bi mogli da funkcionišemo ovde. Можете ли да ни кажете кој конкретно вака? Znači imamo rentu koja je po nama za sadašnje vreme je u redu, znači imamo sve pristupe na struju, gaz, sve ostalo. Blizu smo grada, imamo njihovu pomoć svakodnevno ako nam treba, znači za sad saradnja sa tehnološkom parkom stvarno je u redu. Каква е вашата соработка со европските компании? Дали тоа што Романија е дел од Европската Унија ви овозможува полесен пристап до европските пазари? Imajući u vidu da laboratorija koja je izgrađena ovde, znači radi analize za sve evropske države i ne samo za evropske države, nego i za ostale države i mi radimo, mislim, više od 40%, radimo za firme koje su izvan Rumunije, znači iz Evropske unije i vrlo smo zadovoljni. Конкретно за Хемофарм, кои се предностите од тоа што Романија е членка на Европската Унија? Za Rumuniju jedino za nas kao laboratoriju jeste da su naši certifikati priznati u svim državama Evropske unije i izvan Evropske unije. Во центарот на Темишвар, во градскиот ресторант, седнавме да се одмориме и да се освежиме со едно кафе. Изборот на марката не е случаен. Нарачавме Или, бидејќи одовде потекнува пронаоѓачот на планетарно познатата марка на еспресо. Франческо Или е роден во Темишвар. Од другите познати луѓе родени во овој град е и Џони Вајс Милер, познатиот лик што го толкуваше Тарзан. Еден од најрепрезентативните објекти во Темишвар е зградата на Националната опера и театар. За состојбата во полето на културата и уметноста и за придобивките на уметниците од членството на Романија во Европската Унија побаравме одговор од надлежните. На сцената на Романската национална опера во Темишвар разговараме со заменик на генералниот директор, господинот Нова Батањац. Господине Батањац, можете ли ми нешто више речи о институцију коju предводите, о премиери, о овој дворани, каде е изграđена, колики е капацитет и дали е ситуација за уметнике у Романији сада болја него прije што е ваша земја ушла у Европској Унија? Razumem. Kao što ste rekli, ja sam zamjenik generalnog direktora Rumunjske nacionalne opere iz Temišvara. U ovoj zgradi na čijoj sceni smo sada, tu funkcionišu 4 ustanove, Rumunjska nacionalna opera, dramsko pozorište nacionalno na rumunskom jeziku, državno mađarsko pozorište i državno nemačko pozorište. Sa tim što mi i drama delimo jednu dvoranu i mađarsko i nemačko pozorište delu drugu dvoranu. Mi kao nacionalne institucije finansirani smo direktno od Ministarstva kulture Rumunije, a nemačko i mađarsko pozorište, pošto su manjeg značaja, oni su finansirani od opštine grada Temišvara. Zgrada je izgrađena 1866. godine. Radili su je Helmer i Fellmer, austrijski stručnjaci koji su izgradili 100 teatra u Evropi, počevši od Poljske do Portugalije. Dvorana ima 711 mesta. 1869. bio je prvi požar koji je uništio zgradu, bila je obnovljena, a drugi požar bio je 1923.
i bila je obnovljena između 1923. i 1928. godine. Sada je i ta facada nova koja ste vidjeli frontalna, pošto pre tog je bilo u stilu baroka. Posle 1923. centralna facada bila je urađena u rumunskom stilu neubranko-venecka. Kada se radi o vašoj idejnosti, jel možete reći nešto više kakva je situacija sada kad je Romanija nakon 8 godina članica Evropske unije, je li sada bolje nego prije? Pa treba praviti komparaciju u prvom redu između perioda do 1989. za vreme režima Čaušeska, kada situacija za umetnike nije bila u najboljem redu, s tim što Čaušesku je uveo onda sistem samofinansiranja kulturnih ustanova, tako da plate umetnika bile su između 60 i 80% od predviđenih prema zakonu, a od 1990. godine posle revolucije ta situacija se poboljšala i poboljšala se i posle ulaska Rumunije u Evropsku uniju, s tim što i naši troškovi, mogu reći, za operu govorim, između 70 i 75% su troškovi sa platama angažovanih umetnika i sporednih funkcija. To su osigurane sigurno od ministarstva, takođe i novac za premijere, s tim što nas manu da mi programiramo broj premijera, koju ćemo predstavu uraditi za premijeru, kakav repertoar ćemo imati. Sve je to potpuno slobodno, odlučuje samo rukovodstvo Rumunjske. Kakva je vaša saradnja sa evropskim fondovima? Pa, sa evropskim fondovima, nažalost, mi kao jedna klasična institucija imamo manje saradnje sa Evropskom unijom, pošto fondovi iz Evropske unije više su namenjeni nekim predstavama manjeg maha kao operske predstave ili baleta sa manjim brojem umetnika koji učestvuju u predstavi. Isto tako, Evropsku uniju i evropski fondovi su namenjeni više modernim predstavama koje su nešto posebno iz klasičnog repertoara, a politika naše kuće je u klasičnom repertoaru. Mi ne radimo ni jednu klasičnu operu u modernom stilu kao što rade neke scene i kod nas u Rumuniji, a i u Evropi. Tako da naš klasičan repertoar je manje interesantan za Evropsku uniju. Da li je velik broj onih umetnika koji su otišli raditi nadvor na drugim evropskim... Dosta veliki, da. Dosta veliki. Ali sadašnji koji su angažovani u operu imamo puno koji su vrhovi umetnika koji povremeno rade u inostranstvu, s tim što peva po Nemačkoj, po Italiji, vrati se kod nas, radi kod nas predstave, tako da ova sloboda kretanja za njih je vrlo dobro došla. Во историјата Темишвар е познат како првиот град во Европа што добил улично осветлување. Денес ова место на југоисточниот агол на Панонската низина е најразвиениот економски центар во Романија по метрополата Букурешт со неколку стотици милиони евра искористеност на европските фондови. Кога станува збор за иднината, жителите на Темишвар прават се да му обезбедат на својот град епитетот квалитетно место за живот според сите европски стандарди. Довидување во следниот EU карван низ новите земји членки.